Гневни што се зголемува личната продажба на зеленчук и овошје, а одговорните институции не реагираат, пазарџиите од Струмишки Глобал излегоа на улица, таму да ја продаваат својата стока. Тие со години реагираат на нелојалната конкуренција, но инспекцијските служби не превземаат соодветни мерки за да ги отстранат од улиците. Пазарџиите велат дека стоката им останува внатре, а надвор од градскиот пазар се продава на големо. Они продават те плаќаат ништо, а ние сите давачки сме унатре без ништо. Цел ден би сме џабе. Вонка има претерно нос. Абе роба да видиш колку носат по цели тако тамчина разтоварат по 20 гајби френки, а јас не можам 2 гајби да продавам. Ја 2 гајби. Проблемот значи не е од денеска, проблемот веќе 10 години уназад. И покрај тоа што толку пати веќе не е еднаш, не е 2 пати, не е 3 пати, веќе колку пати издеваме, надлежните институции значи не покажуваат доблест да излезат на терен и да го решат веќе еднаш за секој пат тај проблем. Нема ништо, и тук се продаваме што. Докога не дојдат институции, докога не дојдат другите да начуват. Што да направиме? Ние сме решили това да живееме, ние од това живееме. Ние од това вадиме пари да платиме на државата, платиме на институциите. И морам да излезам да изземам некоја пара да платам. Не може да сите да си даваме давачи, да си плаќаме давачите, немаме. Значи никој нема слух за нас. Проблемот е со години уназад. Така да кога гледаме што се дешава надвор, мора и ние това да излеземе. Дивите продавачи околу Глобал тврдат дека и тие сакаат место во градскиот пазар. Оти во Струмица, освен во саботите, нема други локации каде што како земјоделци ќе може да изложуваат и продаваат стоката. Дека дома да продавам. Глобал е цел направен продавници, дуќани направен. Дек дома да продавам. Стариот пазар като што беше ќе одем ќе продавам, но нема место. Дека дома не да продавам. Нека излезат они вонка, нека ќе унатре. Можно ли това? Ако има това, нема пазар. Нема, само има у сабота. А такви денове нема. Од пазарната инспекција тврдат дека денове ќе ги засилат контролите, бидејќи не само овоше и зеленчук. Последниве денови повторно се појавила уличната продажба на текстил во центарот на градот, зашто пред неколку денови реагира и сопствениците на дуќани долж булеварот Гоце Делчев во Струмица.